Јас имам 3 прашања за премиерот во заменување, Никола Груевски. Најпрво морам да констатирам дека ми е многу драго што конечно Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ВМРО ДПМН се договорија околу прашањето дека ВМРО ДПМН ќе ги загуби следните избори во април 2016 година. И вие можете тука, господин Димовски, и да рипате, и да викате, и да скокате. Можете, како и секогаш, вие, господин Груевски, да го негирате ова прашање, меѓутоа, постои една огромна, голема разлика помеѓу она кое што вие го зборувате јавно, на нарачани прилози или на нарачани прашања, во скапо подплатените медиуми, и вистината која што реално се случува кога мислите дека никој не може да ве чуе или да ве види. Ајде повторно да дојдеме до вистината. Ќе потсетам една пресконференција на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Знам дека сите ги имате гледано. Сите до една. Бидејќи зборуваат луѓето. Кога одеа во живо пресконференциите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во владата не мува, туку мушичка да летало, се слушало. Сите биле набутани во своите канцеларии и слушале што имаат да соопштат Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ова не е од тие пресконференции, не се секирете. Не е од тие што е во живо. Не мора да се плашите за таа работа. Ова е пресконференција одржана на ден 17.3.2015 година. Беше теренска пресконференција одржана на Влашите плацеви на Водно. Таму Социјалдемократскиот сојуз најави дека со доаѓањето на власт, идната влада на Социјалдемократскиот сојуз ќе направи законски измени со кои што сите офшор компании ќе бидат обврзани да ги соопштат вистинските собственици. На сите офшор компании ќе им биде даден рок да ги соопштат или да ги достават историјатите на собствените фирми, во спротивно имотот на територија на Република Македонија на тие фирми ќе биде предмет на конфискација. И значи еве ви ја вистината. Уплашени дека ги губите изборите, побрзавте да својот плац на фирмата од Белизе ја продадете на еден познат бизнисмен, познат по својата блискост како со вас, така особено со вашиот братучет Саша Мјалков. Од страв дека тоа земјиште ќе ви биде одземено. Ама знаете, чудни сме ние од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Таман, кога ќе помислите дека сте не надмудриле, оп, нови документи. Но да не брзаме за документите. Ајде да се подсетиме на некои факти за вашите плацеви на Водно. Ќе ве цитирам. Само по вестници да не искочи ништо. Разговарате со поранешниот министер за транспорт и врски МГ. Нели ти кажав во меѓувреме дека збркав нешто. Тоа е поголемо джабалак, го начекав, ти кажувам. И што губам ако се поделат на 20? Ништо не губам, така? Не знам дали вака можам да ти доловам, ама со тек на годините, минуваат години, ќе си купиш една и никој нема да те примети. И така натаму, и така натаму, и така натаму. Ова е, господине Груевски, ве враќам на документите. Тековната состојба, ова е тековната состојба на фирмата Сирах инженеринг. Видно од оваа тековна состојба, истата е формирана на 9.7.2012 година. Со основачки капитал од 1.299.515 евра. Директор со неограничени овластувања е Ристе Диализа Новачевски. За него знаеме и доста други работи. Ама здравие Боже, за тоа друг пат ќе зборуваме.
кум од вашиот прв брак, брат на Лена, вашата лична секретарка. Ова е, господине Груевски, нотарскиот акт за купопродажба на вашиот фамозен плац од 11.000 метри квадратни. Заверен по доду број 1239/12 на ден 2.11.2012 година кај еден од скопските нотари. 3,5 месеци откако е основана оваа фирма. Ако го анализираме овој нотарски акт, ќе дојдеме до следниве факти. Продавачите се лица од кои што ниту еден нема валиден македонски документ, ниту пак живее во Македонија. Сите до еден се странски државјани. Купопродажната цена на овој плац согласно член 3 од овој договор изнесува 1.180.000 евра. Значи само 100.000 евра помалку од основачкиот капитал на оваа фирма. Ама и за нив е добро се испланирано, да не брзате. Согласно член 6 од овој договор, данокот на промет на недвижности и права ги плаќа купувачот, а нотарската такса и награда за составување на како и нотарската такса и награда за составување на овој нотарски акт договор, како и сите трошоци во постапката за продажба и пренос на сопственоста на недвижниот имот од име на продавачите на име на купувачот. Значи сте ги предвиделе сите топтан 100.000 евра. И за данокот на промет да го покриете, да платите нотари, да платите евентуално непредвидени трошкови во моментот што не сте ги знаеле. Да е работата многу поинтересна, во овој нотарски акт е доставена и одлука која што е донесена од страна на собственикот на удел на Сирак инженеринг ДО Скопје, фирмата Сирак од Белизе. Со таа одлука која што се наоѓа во списите на овој нотарски акт, и патем кажано, веројатно, ќе сака специјалниот јавен обвинител да ја види таа одлука, е наведено кој е собственик на овој плац. Вториот дел од плацот е малку поинтересен. За него приказната почнува во 2001 година, кога се сеќавате, веројатно сте биле министер за финансии во владата на Република Македонија. Тој плац сте го издвоиле од постапка за денационализација и сте го продале од 6500 метри квадратни на фирма на еден познат македонски кошаркар и целата работа мирувала до месец октомври 2011 година. Тога со разни трансакции ја завршувате целата работа за да конечно, онака како што веќе чувме во разговорите, ви се брзало пред локалните избори 2013. Во јануар месец 2013 да бидат склучени сите договори за продажба, за физичка делба, за да вие се стекнете со собственост на 15.000 метри квадратни наводно. Таму се донесени и ГУПот, и ДУПот, и таму ќе можете, или нема да можете, да изградите подпорен зид во висина од 6-7 метри, никој да не ве гледа. Имам 3 прашања, јасни и конкретни. Вие тврдите дека плацот за кој што сте го начекале за џабалак нема никаква врска со вас. Зошто досега не побаравте да се објави кој е вистинскиот собственик на Сирак ДО пред последнава трансакција со познатиот бизнисмен? Вие тврдите дека нема да загубите ништо ако се подели на 20 плаца. Што е тоа што сте можеле да го загубите? Потенцијална градба. И на крајот да ве подсетам, кога во 2001 година се обелодени скандалот со купување на плацеви на поранешниот претседател на ВМРО ДПМН и претседател на владата на Република Македонија во тоа време Љупчо Ѓоргиевски, истиот направи една брза трансакција, свесен дека ги губи изборите, на
тогаш познат бизнисмен. Моето прашање до вас, дали и вие свесни дека ги губите изборите, го продавате овој плац на познат бизнисмен? Благодарам. Колеги, ве молам само за внимание. Јас овдека разбрав едно прашање поставено до председател на владата Република Македонија. Одговорот се добиете од господинот Никола Груевски, председател на владата Република Македонија. Повелете. Благодарам за прашањето. Беше лесно предвидливо што денеска господин Шилегов ќе прашува и ќе шпекулира. Извади некои документи од кои што ништо не кажа друго од она што го слушавме на нивните пресконференции. Тоа се главно јавни документи до кои што има пристап веројатно секој граѓанин. Уште едно сакам да му повторам дека немам никаква поврзаност со плацовите за кои што зборува. Ниту сум бил собственик на такви плацови, ниту сега сум собственик на такви плацови. Она што исто така сакам да го кажам за вториот дел од неговото прашање, каде што шпекулира со тоа дека во 2002 година некому сум продал плац. Да го подсетам дека во 2002 година, а така и денеска, Министерството за финансии не продаваше плаци. Други министерства си продаваа плацови, така што ниту сум продавал, ниту пак сум можел, доколку сум сакал да продавам некому плацови во 2002 година. Тоа е тоа. Благодарам. Благодарам јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сакат да постави дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Петре Шилегов. Повелете. Не сум задоволен од одговорот на премиерот во заминување, од причина што очигледно не имал која прашував. Јас не кажав дека министерот за финансии продал земјиште, туку кажав дека во постапка за денационализација видно од уверение за движење на катастарска парцела 1305/5 за катастарска општина Центар 2, издвоена е во постапка за денационализација како собственост на Република Македонија оваа парцела, која што подосна со решение број 17-19793/1 се запишува како собственост по основ на договор за купопродажба со Министерство за транспорт и врски во непосредна спогодба, се запишува во собственост на Друштво за производство, трговија и услуги Адриан Наупе ДО Скопје. Господине премиере во заминување Никола Груевски, ако навистина не сте собственик, зошто имате да криете? Можете овде да го дигнете телефонот. Значи, вашиот кум, ваш добар пријател, неспорно, чиме кум е добар пријател, е именуван за управител, односно директор, народски кажано, на фирмата Сирак Инженеринг Доел Скопје. Веројатно знае кој му се газите што го стајле да биде директор на таа фирма. Се што треба да го направите, да дигнете телефонот, дека да се јавите ристе, кој те стајбе за директор, кој те именуваше за директор, чива одлука однесе кај нотарот кога го купуваше плацот, кој ти ја подпиша таа одлука. Многу се едноставни прашањата. Ако навистина немате врска со ова, ваш интерес е, ама сериозно го мислам дека е ваш интерес да искочите и Ристе Новачевски како управител на таа фирма, да ја донесе тековната состојба, да го донесе историјатот, да се види кој навистина стои позади фирмата Сирак Инженеринг во Белизе. Благодарам, немам дополнително прашање.